Државниот завод за статистика ги објави најновите податоци за инфлацијата. Цените поскапеле за 0,7% споредено со минатиот месец и 4,9% споредено со минатата година. Finance Think набрзо објави анализа на овие бројки во кои што се вели дека поради војната во Иран и околината, освен горивото, поскапеле и транспортните услуги, а веќе се забележува и поголемо поскапување на тутунските производи на алкохолните пијалоци. Дали има опасност ова поскапување да се преле и во други категории на производи на услуги, според она што го анализираш Finance Think? Значи, за да ова го процениме, нас ни е побитна во моментот месечната динамика. Месечната динамика, спомнавте вие, забележуваме 0,7% пораст на општото ценовно ниво во март во однос на февруари. И ако погледнеме наназад неколку месеци, ќе видиме дека тоа не е драматично различно од она што го гледавме во претходните месеци или во текот на 2025 година. Така што севкупно гледаме многу мало, незначително прелевање врз општото ценовно ниво. И тоа сега дополнително е потврдено со годишната стапка. Годишната стапка навистина е релативно висока, 4,9 во март годинава споредено со март лани. Меѓутоа, избрзано е да се каже дека тоа значи ефект од кризата. Напротив, треба да погледнеме што се случувало во март лани и да подсетам дека тогаш ја имавме великденско-рамазанската кошница, која што значеше замрзнати цени и маржи на одредени производи од храна и некои основни хемиски производи, што значи дека сме имале многу ниска споредбена основа. И заради таа ниска споредбена основа ние сега забележуваме релативно висок раст кога гледаме на годишно ниво, што се потврдува и со бројката обсервирано само кај храната, која што била главен предмет на замрзнување. Така што како заклучок во моментот, значи со мартовските податоци, ние не гледаме некое значајно прелевање на кризата врз општото ценовно ниво, но се разбира, до тоа не значи дека нема да дојде, особено ако конфликтот продолжи, се интензивира, ако неизвестноста обстои, особено во поглед на снабдувањето со нафта и нафтени деривати. Да, ако кризата продолжи и ако не се постигне траен мир, на кои производи или услуги треба да се очекува дека најбрзо ќе видиме значително зголемување на цените? Така е, прелевањето вообичаено ќе оди прво преку транспортните трошоци и очекувам дека најбрзо ќе се согледа кај производите од храна. Но потоа набрзо веројатно ќе се прошири пошироко од храната. Значи, под предпоставка дека примирието ќе премине во трајно, ние ќе може да аргументираме дека конфликтот завршил релативно брзо и дека можеби прелевањето кое што евентуално ќе го гледаме во априлските, во мајските, во јунските податоци, после тоа ќе се смири и ќе имаме шанса до крајот на годината веќе да аргументираме дека шокот поминал и бил релативно мал во поглед на својата големина. Но ако примирието се заврши на начин што конфликтот ќе продолжи, сигурно дека прелевањето ќе биде поинтензивно и ќе трае подолго. И е многу тешко да се каже во кој обем би било тоа прелевање, значи со колкав интензитет, кога би бил достигнат пикот. Значи, ако зборуваме за конфликт кој што продолжува и кој што трае, се разбира дека ефектите ќе се протегаат и понатаму од оваа 26-та година. Иако сте предпазливи во прогнозите, во анализата на Finance Think сепак би ги повикувате властите да размислат за воведување на одредени мерки за да се спречи зголемување на инфлацијата. На какви мерки мислите точно? Во моментот ние немаме како држава капацитет и понатаму да поддржуваме или да ги помагаме засегнатите страни, фирмите и граѓаните со линеарни мерки. Мора да се свати дека оваа криза, сега повторно со онаа предпоставка зависно колку ќе трае и колкав ќе биде интензитетот, дека ќе не засегне сите и дека сите ќе мора да понесеме одреден дел од тој товар и не може сите да повикуваме дека владата мора да не спасува. Затоа во втората анализа рековме дека да, паничниот ефект можеби сега малку е
е смирен со интервенцијата во ДДВ и во акцизата и сега од овој момент натаму веќе фокусот на мерките треба да биде исклучително на таргетирани мерки, односно мерки кои што ќе бидат насочени кон одредени сегменти од популацијата, од граѓаните и од фирмите кои што евентуално се најпогодени, односно поради својата социоекономска ситуација тие не можат да го издржат товарот на кризата. И сега тука една илустрација е на пример да се поделат ваучери со кои што ќе може да се набават основни производи на храна, ќе може да се плати електрична енергија или ќе може да се набават нафтени деривати. И сега неодамнешен пример е вчера, на пример Грција веќе објави такви ваучери за ниско и средно доходовни домакинства, кои што нели ќе го не можат лесно да го поднесат товарот на кризата и тоа го прават со владина помош. Но сите останати домакинства кои што поради својата доходовна позиција можат да го поднесат товарот, тоа треба да го направат и не треба тоа да го бараат од владата. Тоа е пример на таргетирана мерка. На работ сме на трета економска криза предизвикана од енергенси за релативно краток период, 5-6 години. Дали и нашиот систем е поотпорен можеби или подготвен да се справи со таков предизвик доколку повторно ни се случи, имајќи ги предвид повторно ќе кажам неодамнешните искуства? Па добро, да го гледаме прашање во два аспекти. Прво од фискален аспект. Фискалниот простор е значајно истрошен. Би кажал дека фискалната позиција на земјата во моментот на фискален бафер, фискален браник, се разбира не е иста како таа во, да кажеме, пред пандемијата, тогаш и јавниот долг беше, да кажеме, значајно помал, сега тоа е блиску до таа психолошка граница од 60% од бруто домашниот Имаме помалку пари, сакате да кажете? Имаме помалку простор ние да реагираме на некој премногу великодушен начин како држава на ова и на секоја идна криза, односно се разбира треба да размислуваме на начин што кога сме во релативно добри економски периоди ние да го генерираме тој бафер. Сега во претходната година-две имаше навистина еден процес на релативна или лимитирана фискална консолидација, но прво таа беше лимитирана, а второ можеби и периодот помеѓу кризите не беше доволно долг за да може да се создаде некој особено голем бафер за да пресретне една ваква нова криза. Но во останатите сегменти од финансискиот систем имаме релативно добри бафери. Например, девизните резерви, тие се 70% повисоки од нивото пред пандемијата, значи тие се добро ја покриваат, да кажеме, ранливоста на економијата. Банкарскиот систем во приватниот дел финансиите е високо капитализиран, високо ликвиден, така што тие се едни сегменти што од страната, да кажеме, на финансиските политики создаваат една релативна отпорност на економијата или способност таа да се справи со одреден интензитет на криза. А во делот на производството на храна, мислам дека тука ја имаме најранливата точка, затоа што викаме дека секогаш аргументираме дека ние сме зависни од увоз на храна и тоа мора да го промениме на начин што ќе може да имаме домашно производство на храна кое што ќе не штити од пикови во делот на цените на храната. Меѓутоа, мислам дека таму не само што нема одреден помак, туку и некако не успеавме да направиме некоја особено робусна стратегија за да може да имаме придвижување во насока во која што она што дома го произведуваме на релативно подобар начин денес него вчера ќе не заштитува од идни порасти на цените на храната. Благодарам многу на времето. Благодарам на поканата.